букви од името Твое. 4 страни на мојот свет. Додека спиеш, убаво ми е. Гледам и сваќам, ти си најубав цвет. Додека спиеш, ти ножито крија. Така нека. Секоја вечер се молам за нас. Зборови барам, зборови немам. Никако в тебе не те опева стих. Сонце од твоите руси коси. Ангел што љубов мене ми носи. Звезди се кријат во твоите очи. Злато моје, одамна чекам да пристигнеш ти. Сонце во твоите руси коси. Ангел што љубов мене ми носи. Звезди се кријат во твоите очи. Злато моје, одамна чекам да пристигнеш ти. Усни на усни, тивка музика. Раце во коси, колку си убава. Очи во очи, рајло душава. Срце во срце, сакај ме најмила. Микс направи. Замерак, човече. Јас да ти кажам право, мислам дека дури имам и љуфнато неколку пати вака на настапи. Сум ја почнал едната, сум влегол во другата рефрен. Некако двете, си се нели? врзват. Во Лили Чили, човече. Од која се не видеа? Одамна. Одамна. И по толку договарања за домашни За свирки, дружби, да, дружби со Марко наш, никако да се договориме, еве сме сега у емисија, да направиме бега проба време. за домашна Скроз, да, атмосфера. скроз. Овде лабаво едно пробиче да си мадиме, да, па после да. тоа ќе правиме дружби свирки. Ете така. Леле, и како бега време. Има, значи, има од пред короната, има од пред кога сме се короната. договарани. А тој па период од кога почна короната до сега мене ми е како една, не знам, една луфта, не знам, Да, како таму да застана времето и сега некако пак ни продолжи, нели, од пред некое време. Скроз, да ти кажам право, колку многу работи имаше тогаш и колку многу идеи и планови и чуда и Сите некако бевме како да така. запре приказва. 2019 декември јас имав на ден по 3 свирки, Шу. така, на први се разбудив буквално укочена и нели така почна се, веќе имаше најава за Да. првиот случај Да, леле, јас... корона и така се затворивме дома со милиони идеи, со така ни стопира животот. И што беше најсмешно, што сите мислевме дека сега ако ништо друго дома сум, сега ќе ги направам тие идеите што ги имам студио или нешто, ама некако направивме по нешто и после тоа си лет на времето се запативме со други обавези. Јас да си свиревме по дома, нели имаше и вклучување кога малку се олабави целата работа, имаше вклучувања. Имаше. Кај Марко знам се вклучував, тука, така.
Не дека не свиревме, ама некако фокусот, сакали или не, беше на нешто тотално друго што не ми се допаѓаше. Али музиката беше цело време. Некако ти поминам да не се врати никогаш. Никогаш повеќе. Така, да немаме вак, макар што јас кој што ми гледа работата си планират луѓето, јас се ми се чини, мислам има луѓе што имаат теории на заговори и така натаму, се поќе ми личи дека уствари тие теориите може да си во право, знаеш, може да никогаш нема Виктор тоа да го дознаеме. Да, како некој да го планира. Можеме само да си правиме вака муавет и да се погодуваме. А иначе нема да лажам дека во таа пандемија, колку и да звучи абсурдно, јас бев во планина, во едно беровско место, Абланица. Знаеш ли колку убаво си, мислам, стварно звучи нели без веза, мене ми беше убаво, дека бев изолирана од се. Таму си имав супер активности и времето ми помина сепак бргу. Да ти кажам искрено, и мене ми се погоди. Ко почна на почетокот короната, ко затворија се, уствари мене, јас имав планови и ми затворија недела дена пред да треба да летам за Барселона и да правам турнеја некоја што си имав планирано европска. Те гледаш. Арно, ама не бидна то и ко се затвори на почеток бев изнервиран, ама ко почна онака мирот да речам, првите 2-3 недели си викам, леле, прв пат после долго време да седниш и да имаш време за самиот себе, макар и ништо да не правиш, знаеш. Се смиривме некако сите така. Да, и јас си бев на планина, само јас во Демирхисарско, во Брезово си бев јас. И некако многу поинаку беше, многу духовен мир си доживеавме некој. Може би на некој начин сите ни требаше такво нешто, за жал на преку еден непријатен. Да, само што да ти кажам некако од ковидна тој мирот сега па некако гужва не ми се бендиса, не знам ти, некако ич не можам да трпам, се одвикнав што се вика цел тој период од настани од ова од она и сега ќе треба нешто да се прави, да се оди негде или ќе треба гужви да се доживуваат, некако ми се сменивме во пандемијата, ја мислам. Откако стартувавме пак да функционираме нормално, некако се ми беше барем мене различно во однос на ете што викаш со луѓе, со гужви, со јас си го правам се тоа без никаков проблем, ама приметувам разлика. Можеби и во тој период на некој начин сме созреале, не знам. Веројатно, со тоа што сме се смириле. Само што ти ќе си го правиш секако, нормално професионалци сме, мора си ја сакаме работата и ги се работиме. Например, сега да ме порано не беше тешко, ме натераше, ај да излезиме на кафе, ајде так, готово. Тек па тоа, колку е сменето. Сега, чекај, со мајстори су ме муавето, чекај да имам работа, не дека немам работа, стварно имам, ама многу потешко е сега да ме натераш мене, пример, да одам негде ако немам некоја причина да одам или не знам, ако не треба се видам со некој што се немам одамна видено или појма немам. Сега мирот некако многу поќе си го ценам од порано што си го ценев. Порано бев што се вика сегде ме имаше, знаеш, се сакав сегде да бидам, се сакав да бидам, сега некако преби да си останам дома, да си правам нешто што сакам, да си правам некој музиче или нешто. Мислам дека се поклопија работите, знаеш, во тој период кога беше пандемијата, можеби и сме созреале и некако така се сменија многу работи кај мене дефинитивно. Кажи ми ти, си правиш музичина стално, си компонираш, те гледав еден период имаше, не знам дали го имаш уште, тоа се снимаше, свиреше дома. Пред да почнеме со снимање, тоа сакав да ти спомнам. Многу ми фали, ми се расипа и сега го барам истото, тука го нема, некако треба да го нарачам. Тоа е супер, пошто е многу лесно за монтирање. Мислам, знаеш како изгледа, само го поврзуваш со гитарата, преку телефонот, си местиш кадар, си се снимаш сам, со супер звук, со супер видео и ми е многу лесно, сега ми фали. Не можеш да се замараш со ништо, со компјутери, нема постпродукција такви ствари, само во телефонот постираш по сите социјални мрежи. И многу ме прашуваат дали снимката е снимена во студио, наш не им се верува дека е така, да ми фали рекордерот, сега веќе некое време ми е и за тоа и ме нема со тие такви видеа. Го прегоре од снимање. Маста му е изваден. Во пандемијата, баш така. Браво. Кажи ми, имаш нешто ново направено, некое ново песниче сега, планираш нешто да извадиш ново? Обично не прашвам и не знам, оти стално го прашам, стално велам, обично не прашвам, ама пак ќе си прашам, Убаво прашање, пошто одамна немам слушнато нешто ново од тебе, затоа ме интересира.
Па, Виктор, последно нешто што сработивме со Принц, Александар Ристовски Принц, тоа е една песна од многу одамна, од 2005-та, уште од времето кога јас имав еден договор со Лилијана Петровиќ, остана таа песна. Во 2019-та се сретнавме за некоја друга песна со Принц, кај него во студио, само го прашав дали уште ја чува песната, ја чуваше, ја снимивме, почна пандемијата, и во 2021 мислам дека снимивме и видеозапис со него. Тогаш му беше моментот Flowers него, се викаше песната. Така урбан беше спотот, идеше по телевизиите. Тоа е последно, претходно беше Why, англиска песна, што ја снимивме со Марко и со екипата на Утринска на Телма. Некако немам многу, мислам имам вака создадени мои песни, не се снимени. Сега последно имам една преубава песна што ја пратив на Макфест на конкурсот, ама ништо не ја примија. И мене не ми примија, да ти кажам, 3 пуштив ми се чини. И ми беше многу криво. Знаеш колку сакав на Макфест да настапам, немам настапено, не знам од кога, 2011 може. И сега, дека нели од Штип потекнувам, баш ми беше желба на Макфест да ме фати скроз. И песната сосема спонтано ми дојде пред една свирка, Штимајки се, и викам, ова е за Макфест. Ја пратив, неа примија, ама ајде во друга прилика. Здравје, Боже! Односно, ќе ја снимам јас така, вон... Абе види, и јас да ти кажам, пуштив 3 различни скроз, ниедна не ми помина, здрави, живи да сме, негде ќе поминат песните секако. Да, иначе не бев со некој план, јас пример да пуштам за Макфест или нешто, него направи, мислам ги правев песните за луѓе или за мене, веќе ти беа готови, така. И ко бид на конкурсот си викам, мај шо ќе пуштам, примат, јас секако ќе ги извадам песните, дали ќе оди или нема да оди, ако оди е плюс, ако не оди, никому ништо. И никому ништо работата. Тоа е. Убаво е на фестивал. Јас ја имав тотално изгубено желбата за по фестивали, не знам зашто. Сега ми се појави и искрено мислев дека ќе ја примат, ама еве ме зезна. Таман ти се појави желба, ама не се разочараш сега, тоа е. Ајде, здравје. Се шал. Следната година. Ти дојде на штимање, рече, на свирка? Да, како се штима вака. Чекај, ово убаво звучи. И само, значи, тука луѓето седат, а јас си компонирам. Да. Нема веза. Слуша, си ја снимив на одма телефонот, ја снимив на рекордерот. И после дома ја видиш, ова го немам слушнато да му дојде идеја на некој на сред тонска проба, например. Да почнеме на свирка, на спиење, на ова, на она, знаеш, да седнеш, ама на тонска прв пат слушам, вистина. Јако. Кај обично ти иди инспирација? Најмногу од што црпиш инспирација кога правиш музика? Види, нели, еве, нема правила, не знаеш кога ќе ти дојде, ама јас сум емотивна сум, така, емотивна личност сум. Риби сум во хороскоп, стално си маштам, стално си... Од се нешто можам јас да си исцрпам инспирација. Најмногу песните се базираат на емоција, ама емоцијата да доаѓа од мене. Може и преку други, да исцрпам некаква, заради тоа што сум па и емпатична, ама најчесто се базираат на мои чувства, на случки мене што ми се десиле. Тоа јас обично кога ќе треба за некој да прам, обично ги седнувам на муавет и мислам не на муавет за песната, него ќе излезиме 2-3 пати кафиња, муавет и да се подружиме малце, за да можам да влезам во чувствата, да исцрпам нешто од човекот, за да знам што понатаму би направил. Ти вака ти ќе направиш песна, не дека не, во секој случај. Имам милион песни што се така направени од ништо. Ама, иако е артистот доволно артистичен, ќе може да ја донеси. Ама многу е подруго кога ќе му влезиш на некој во емоцијата, многу поинаку да доживуваш. Ти механички, ако си нели музикален, ќе направиш некаква мелодија, ама знаеш, тебе нема да ти прави кејф. И знаеш, кога има емоција во некоја мелодија, тоа сите знаат да го забележат. Дефинитивно. Искреноста се слуша, се осеќа. Така е. Кажи ми на свирчиња, пошто свириш редовно, не си застаната како и секогаш. Кај најчесто се случуваат забавите? Тука околу Скопјето или си растргната низ цела територија? Па, низ цела Македонија. Сега, пред да почне летото, не ни очекував дека ќе имам толку многу
настапи, свирев во Охрид неколку пати, во Струга, најмногу после пандемијата почнав многу да свирам на приватни забави, што мене ми се многу драги тие приватни забави. Знаеш од која причина, нели секогаш се поплатени. Многу свирев периодот на приватни забави, родендени, не знам, сега последно имаше 10 години од брак. Ама и по-персонални се, по-лични се, по-лични се. Сега, конкретно на оваа последната, беа 10 луѓе, во водно во некоја куќа. Преубаво им беше се организирано, луѓето беа префини, прекултурни, стварно си поминавме преубаво за на крај да дојде да свириме и Елено, мислам, така, така се деси. И наместо 2 сати, како што обично свирам, јас свирев многу повеќе, пошто стварно не гледав на времето, знаеш. 3 сати кусур свирев, мене ми беше убаво. Браво, ние така ни се случи нас во Тетово со другар ми, роден ден, 40 години, пример, немам појма, нешто. И мажот организира за жената се и одиме, ние се местиме, демек 2 сати свирка, свиревме сат и пол, дувна тортата. И дотоаш беше расположено. После кога се расположи народот, кога се расположивме ние, па не знам колку долго свиревме. Си поминавме, значи да ти е мера онака кога ги гледаш луѓето, кога ќе гледаш дека влезени се со тебе се заедно на бината, разбираш. Лудница за мене. Плюс, нели кога е приватна забава, тие луѓе дошле да го испочитуваат тој момент на одредени луѓе што си ја имаат организирано. И некако целиот фокус е на тоа и за тоа е се поразлично. Сите се вложени за да биде убаво. Сите се трудат да биде супер. На свирка не дека не е оваа обична, нели да ја кажам, обична свирка, е во интермецо на пример, секогаш е убаво. Секогаш се создава некоја преубава атмосфера. Не знам тако ли е местото. Да, ама обично на свирки и често луѓето да бидат видени, да види некој, не е дојден толку за жутката колку што е, да. Ама нема врска, мислам, супер и баш дека спомна Елено, Керко Елено, се дешава да свртиш на народно, на тие приватни забави. На приватни дефинитивно, Виктор, да, многу често. Пошто тоа се убави песни. Посадила мене тоа ме бендиства многу. И јас сакам да ги пеам. Оти обично луѓето вртат најчесто на турбофолк. Знаеш, ќе свртиш турбофолк и од тука ќе тргни приказната натаму и нема враќање назад. А мене ми е многу помило, на пример, да викнам некоја македонска песна, значи да му го направиш меракот на луѓето. И тебе ти се случува тоа, нели? Да. И порано не толку, ама бевме, не се сеќавам на шо свирка беше, дојде некој чојач и ми рече, јас му сум внук на Гоце Делчев. И јас малце се замислив, си викам, можно е да има внуци, ај си викам, можда му е, па од кај знам јас. И не знам, дај некоја македонска песна, му викам, сагаш му викам, ја излези Ѓурѓе, можи! И влегвање, нити ја имав свирено на моментот, ама што сум ја слушнал 2-3 пати од нашите дечки Next Time. Да. Ја излези, почнуваат сите да урлат и си викам, добро, чеке да пробаме нешто вакво. И почнуваш некои наши убави македонски песни, почнува цел народ да пее, многу во чувството, знаеш, се разбудва македонштината, ама така? супер е, мислам. Да, и скрос. Тие песни мене многу ме радува дека знаеш веќе сите генерации ги слушаат. Со Стефан од Next Time се деси многу интересно беше. Јас свирев во Камник, тој беше со девојка му, си славеа роден ден, мислам дека на девојка му. Лани беше тоа. И на крај на одење, тука имаше приватно некои луѓе си славеа, не знам, од фирмата, пред Нова година беше. И само му викам, и дојде и ја направивме слушај кај шумас шумите буките. Да, јако песниче, да. Знаеш ли што се деси? Значи, лудница. Спонтано, не така природно, во Камник, кај што нели немам таков репертоар, најчесто се евергрини, странска музика, нешто српско-хрватско и ова кога дојде лудница. Преубаво испадна. Да, ама нема, тоа е кога ќе се погоди моментот и кога се погодат луѓето и особено кога се погоди музиката наша, тоа е крајна муавет. Дај нешто да свириме, се зазборавме малце. Си правиме јас и ти муавет. Види, го спомнавме Макфест. Јајде да направиме нешто од Макфест 86-та, кога те нема Хелена Благне. Таму кај што не си,
наоѓам. Замижувам и знам, се препознавам. Во туѓата си сенка, во сечи си очи, безнадежно. Наоколу те барам, за да те најдам во себе си само. Во себе си те носам, безпоштено. Поминало што било, заборави. Со мојот след чекор воздржи се преко, насмевни се. Поминало што било, што иде, нека биде и нека биде. Кога те нема, наоколу те барам, во туѓата си сенка, осечи си очи, кога те немам, кога те немам, најприсутна си тогаш, и те нема и секаде те има, неизбежно те има. Во себе си те носам или сам сум во ноќва тиха и сонувам со очи отворени, да слушам твојот шепот ми. Сонувам за дните поминати, за тебе веќе одминати, како да сакаш да кажеш не. И ти, што ми ја украде душава, ти, што ми ја зароби младоста, зашто ќе патам во животот, за кого ќе дадам се. Ти, што ми ја украде душава, ти, што ми ја зароби младоста, зашто ќе патам во животот, за кого ќе дадам. Или оваа верзија, кој ќе рече некој, ај нешто малце побрзо. Ти, што ми ја украде душава, ти, што ми ја зароди младоста, зашто ќе патам во животот, за кого ќе дадам се. Ти, што ми ја украде душава, ти, што ми ја зароди младоста, зашто ќе патам во животот, за кого ќе дадам се. Замерак. Убаво се пратиме. Да, јас Се малце се залежав да ти кажам летово некако и пошто летото претежно пошто бев малце на странски пазари, претежно на странски песни, свртен малце како да ми бегат овие. Ќе се вратиш у форма. Ќе се вратам во форма, сега нема гајле. Почнува и тука сезоната, се почнуваат клубови, чуда, ово, она. Ти ќе си, нели, си продолжуваш и со... Да, си свиркаме, да ти кажам искрено, поќе на видео сум свртен периодов, некако влегов во некој ритам со видеата и цело време снимам, цело време и што уште поако и луѓе што ме викат за настани и за без разлика дали е песни она, претежно пак за видео ме викат периодов. Така што ќе си се изнаснимам, ама ако нема врска. Добро. Да, ако ти е убаво. Покрај другото, спремам, успеавме летово да снимиме, да си фатиме некои кадри со невестата Уба и така што можда конечно ќе излези нова песна и од мене сам да си се пофалам, пошто мене не ме прашам. Па добро, еве, да. ја малку бев вулога на водител, скроз. па да те прашам. Од никаде сам си кажа тој, кој те праша не е битно.
Ама не, конечно ќе успеам можда да склопам едно спотче за да успеам да извам едно од Од сите тие приватни кадри ќе си да, направиш. Да, ќе си направиме видео, спотче, не дека беше планирано онака, значи си снимаме, си правиме, си викаме успат ми текна мене, викам дај да снимиме поќе кадри, можда ќе излези нешто. Зашто па да не да. И вистина ќе излези нешто, така што ќе почнеме, планираме некои други работи, малце сакам да си се вратам назад во колосеки со музиката, оти како му влегов на видеото, ќе почнам, режисер ќе станам уште. Па добро, нема и тука лошо, али музиката ти е тебе примерна, така да. Дефинитивно ми фали многу и некако секој пат вака, затоа и си ја направив емисијата, секој пат кога си седнам со некој да си свиркам, да си вибрациите да си функционираат во собата, некако чувството е подобро. Види, Виктор, јас најчесто, знаеш, сама настапувам, нели? Овој принцип, дајре на ногата, гитара и си пеам. Сама си свирам терци на гитарата, ама, знаеш, ми фали понекогаш вака во два гласа. Друго е, да, во секој случај вака баш како што сме ја и ти. Ова е тоа што на некогаш на моменти ми прифалува така. Да ти кажам искрено и кога слушнам некој бенд да свири, особено кога свират, кога ќе растурат, почнувам да вријам однатре, онака ми иди, леле, дајте луѓе да се собериме да свириме. Видиш, за бенд јас немам некоја посебна желба. Порано, мислам, во 2000-та ние во Штип основавме бенд, се викаше New Five и настапивме и на Макфест како New Five. И беше многу интересно, мислам, во тоа време супер ми беше со група, со бубањи, со бас гитара, со се. Ја бев гитара, Ангел беше гитара и вокал, и јас вокал, имавме и Сайзер. Тапанот беше во песок. Значи, вие бевте вокал, тој во песок беше влез. Така ќе ми да. Комплетен бенд. И беше многу интересно дека во тоа време имаше многу свирки, баш сега се сменија работите. Бендови има помалце, јас така мислам, така гледам. Дефинитивно. Тогаш сите клубови, сите локали најчесто викаа бендови. И ние стварно имавме многу свирки, се случуваше многу редовно, скоро секоја недела, да изнајмиме комбе од Штип. И тргнуваме, свириме да речеме во Источна Македонија, се селиме Западна Македонија. Буквално си преспивавме по градовите. И беше стварно едно преубаво искуство. Тоа траеше едно 2 години. 2000-та, 2001 и нешто малце 2002. Преубаво искуство и после тоа се менуваа работите. Секакви комбинации. За да сега бидам сама и некако ова ми прифалува на моменти, ама за бенд немам некоја посебна желба. Не знам, да свирам со бенд можеби ќе ми биде убаво, али желбата баш ја немам. Јас да ти кажам право, кога ќе ми текни колкава организација уствари да можеби заради тоа. Можеби и заради тоа. Тоа е единствениот дел што малце ме враќа назад, оти знаеш како има мала држава сме, ама постои некое неосновано его кај луѓето претежно. И сите нормално различни табиети, различни чуда и дур се договориш, дур најдиш професионалци што ќе си ја бркат работата, па тие обично се зафатени на милион места. Ќе викниш некој одстрана, ќе биди супер, ама ќе почни нешто, обично не се работи за музиката, туку за совеста на луѓето и кога ти текни со што се треба се расправаш, си викаш дај батали. Можеби и тоа е што мене ме одбива, вака јас сама, знаеш колку лесно се договарам. И затоа исто и јас многу често последно самиот си ја бркам работата, ти сам не морам да правам ни проба, нити морам да се договарам со некој, нити дали ќе те земам, ќе ме земиш, нити што носиш, се си носам јас, средено ми е, што да излезам и да ми текни на моментот песна ќе удрам, ако ја знам, ако не ја знам, дома седнуваш си ја учиш сам текст. Лабаво. Море нити дома не седнувам, ама ајде, јас сум скроз, да. Види, мислам дека не е себично едноставно, плюс и многу се пронаоѓам во овој начин на изведба, значи кога сум сама. Така ми дошло и тоа си функционира и ми е убаво. Дај да маним уште една песна некоја, пошто дур да не ми речиш дека сама се пронаоѓаш уште малце, ќе ми избркаш и мене, ќе почнеш сама да се свириш. Не така, Виктор. И реков на моменти, односно многу често ми вали и плюс сега ќе се договориме во емисија, јас, ти и Марко правиме домашна свирка. Готово? Многу скоро. Готово. Еве вака јавно. Договорено? Јавно, еве раката ја пуштаме. Марко ќе сечи од таму од негде. И Марко, ете така.
тоа Што е ќе тоа. свириме се? Па, ќе си свириме Тоше Проески. Може. Многу ми е убаво кога си го пеам Тоше. Заборави други очи, други нежни насмевки. Заборави ме натера да ги фрлам сите слики неизмени, да расчистам со спомени, да ги барам цели ноки твоите чекори, да копеам со денови, фокуси да ти спијам, без престан да те љубам, во твојот нежен дохир да излудам, фокуси да ти спијам, во зора да те будам, за тебе ако треба се изгубам. Дозволи ми да ти пеам стари песни љубовни. Дозволи ми да раскажам дека сум те чувал, но ќе прегради, да излажам, да верувам, се што со нам барем еднаш да се оствари, да треперам со денови, во коси да ти спијам, без престан да те љубам, во твојот нежен дохир да излудам, во коси да ти спијам, во зора да те будам, за тебе ако треба се да изгубам. Така завршува порано песните, браво. Ако немаше пам 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 парам или нешто. Јасен крај. Да, нешто да. да се знае. Евровизија стои кузнај која година таму. Чеши, ама многу овие песничиња има потпора. Овие никогаш нема да умрат. Никогаш. Значи, овие песни, Не. ако има дефиниција за Evergreen, еве дефиницијата. Точно, ова тука што ми е мене собрано, тоа ќе живее со години. Уште Бога ми долги шуба години. песнарка имаш. Оригинал онака, песнарка, Да. песнарка. Денешно време ги гледам со таблети луѓето. Знаеш дека и мене тоа ми дојде така како идеја, нели се да ми биде, може би е ама ова си е класика некако, што знам, Потра, што ќе ти нека си има пулт батеријата тука, ќе ти се угасни таму Да, на средона да, ко вака барем. Или ќе ми падне од пултот после, кој ќе го мисли? ова- Вака тетрадката ова паднала гајле там, нема. никој ќе дојде ќе ти ја земе. И да го запалиш, ќе го испечатиш, пак нема гај. Ова знаеш колку години е? Не знам. Со години ми е оваа песнарица. Песнарка. Еј, фала ти многу што ми дојде. Фала и што ме покани. Ова беше, еве ти уште едно раче, ова преубаво како за почеток на нова Ја стартувавме сезона. новата Јас па сезона. заборав да кажам дека почнавме нова сезона, бе. Ко за почеток На за нова крајот сезона. кажавме. Палец имаме оттаму имаме. Значи, да. шубо си легна некако позитивно, весело, забавно, лабаво за мерак. Лабаво, природно, спонтано. Фала ти Како многу. да сме баш дома, Виктор. Кроз, фала ти Такво е што ми тука дојде.
Пак ќе те викам да знаеш, Пак ќе некојаш си може би дојдам. со Марче да си се собериме вака, си седниме и Само што ќе ти го спомнев тоа. да си направиме Тука Тито и ќе пеј. направиме. Ако не го натераме Со ние сам нема да запее, да го натераме вака. А да. сака да пее, така да Па се не, бе, нема да имаме проблем. Абе, верувај ми. опасен е, ќе го Да. натераме, па што сака Со нека е. терци, со чуда, се ништо не, Со многу е сите марифети. музикален, така да ќе си Браво. направиме следен пат со него тука. Договорен. Еден мини концерт. Мини, скроз. Може. Дечки, фала ви вас на вниманието, се надевам дека и беше лабавно попладнето и се надевам дека пак ќе ни дојдите наредна недела. 18 часот, мислам дека е таман, сега таман порано се стемнува, си се накркаш, си земиш нешто сокче, пивце, кој шо како си сака и си седнуваш, си пушташ лабаво. Ја мислам дека убаво им направивме, нели, со музика, скроз. Со ова се си оди, ако фатевме на кај народно кузна и кај ќе одеш да не ги опијаниме луѓето. Ќе останевме уште некое време гарант. Скроз. Фала ви на вниманието, дечки, и се гледаме наредна недела. Поздрав!